Цените во маркетите се дежурна тема на која најлесно се разговара со горчина, а и понекогаш со понекој добар збор, но воглавно тие се виновни за сите проблеми сврзани со пари. Прстот е вперен во маркетите, но прашањето е дали тие се единствените виновници за цените. Порталот Пари направи анализа на нето профитната маржа на најголемите и најпосетуваните прехрамбени синџири во земјава. Аналитично е пресметано каков е уделот на нето профитите во вкупно остварениот приход во 2025 година кај најголемите малопродажни системи кај нас. Еве како изгледаат податоците. Просторот за маржи е со диаметар од 0,56% во стокомак до 2,99% во кам, но се уште нема расположливи податоци за веро, додека пак Тинек се во загуба, така што кај него воопшто не може да се зборува за нето профитна маржа. Во стокомак минатата година е направен промет од 165,7 милиони евра и создадена е добивка од 920.000 евра. Тоа значи дека нето профитната маржа изнесувала 0,56% или од секој 100 денари приход, а по покривањето на сите трошоци, компанијата задржува нешто повеќе од половина денар како нето добивка. Китго, Кипер и Кам имаат нето профитни маржи на 2%. Интересно е што нето маржата на Кам се доближува до 3%, иако продавниците од овој трговски синџир се уште го носат епитетот поевтини. Ваквите разлики во профитната маржа најчесто се резултат на различни деловни модели. Компаниите што работат по принципот на хард дисконт вообичаено се потпираат на голем обем на продажба, оптимизирани оперативни трошоци и пониски трговски маржи, додека дел останатите синџири работат со повисока профитабилност. Нето профитната маржа е еден од најрелевантните показатели за ефикасноста на работењето, бидејќи покажува колку дел од вкупните приходи останува како добивка по плаќањето на сите трошоци, даноци и обврски. Анализата на финансиските извештаи покажува дека меѓу најголемите трговски синџири во земјава постојат повеќе кртни разлики во овој показател, што укажува на различни стратегии за работење и формирање на цените.